Социјалдемократскиот сојуз денес на пресконференција обелоденија скандал за братот на градоначалникот Борче Стефковски, во кој стои дека тој бил сопрен од страна на МВР поради пребрзо возење, но казната завршила на друго име. ВМРО ДПМН пак довербата на граѓаните од 60% во последните анкети ги сметаат за индикатор на доверба во нивната битка со корупцијата и реформите во правосудството. Функционерите на власта прават што сакаат без никаква одговорност. Со ДПМН и Панче Тошковски на чело на Министерството за внатрешни работи, наместо ред и поредок царуваат неказнивоста и селективноста. На 20 април 2025 година, точно во 18 часот и 31 минута, на булеварот Александар Македонски во Скопје, полицијата со радар регистрира возило со преголема брзина далеку над дозволената. Станува збор за ова возило позади мене, Мини Купер, со скопски регистарски таблички, управувано од Далибор Стефковски, брат на градоначалникот на Газибаба, Борче Стефковски. Полицајците почитувани го стопирале за да го казнат за пребрзо возење, но тогаш Далибор Стефковски телефонски контактира со некој во Министерството за внатрешни работи. За само една минута, началникот Министерството за внатрешни работи, кој според нашите информации во тој момент дури и не бил во земјата, се јавува на полицајците и им дава наредба братот на градоначалникот да не биде казнет и да биде ослободен. Во градацијата на одговорите на прашањето за оценката за борбата против организираниот криминал, повеќе од 60% од испитаниците велат дека борбата против криминалот и корупцијата е интензивна и континуирана. Отколку граѓаните видоа ефективна и ефикасна борба против криминалот и корупцијата, првпат по долги години македонските граѓани денеска сметаат дека најважниот проблем со кој се соочува Македонија се економските фактори. Затоа целта на владата предводена од ВМРО ДПМН е економска стабилност и просперитет на сите граѓани. И покрај бројните предизвици и општата економска катастрофа која беше наследена, како последица на реформите спроведени изминатиот период, Македонија ја очекуваат успеси и добри резултати. Соопштија од ВМРО ДПМН.